Премиерот Хрисија Мицкоски со поддршка за граѓаните, кои одлучиле гневот да го изразат преку протест. Никако не поддржува политички глодари кои не сакаат силна влада. Денес тој истакна дека работите се решаваат и ќе продолжат да се решаваат. Ако апсолутно ги разбирам сите оние кои што одлучиле својот легитимен гнев да го изразат преку демократска алатка, а тоа се протести. Но не можам никако да ги оправдам оние политички глодари и лешинари кои што не сакаат силна влада од ВМРО, бидејќи е браник и последниот столб да не дозволи уништување на Македонија како држава. Премиерот Мицкоски посочи дека протестите се демократска алатка на изразување на незадоволство. Вели дека и тој е нервозен, а сите незадоволни, но затоа тие како влада прават се што е возможно за да се решаваат работите. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Многу работи изминативе 9 месеци од како избрана оваа влада се реши. За многу работи оваа влада беше браник да не дозволиме да продолжи понижувањето, разграбувањето, националното уништување на Македонија. И токму тоа е за тие политички глодари проблем кој што сакаат преку овие протести да добијат некој политички поен, па гледаат шанса. Мицкоски додаде дека апсолутно го поддржува изразувањето на револт и гнев, затоа што, како што рече, уште многу работи пред нас останаа да се решат. Но ќе се бориме до последен атом енергија кој што го имаме да исправиме нешто во името на идните генерации кои што доаѓаат. Преку ноќ не може ништо да се направи, иако направивме многу работи. Ќе повторам изминатиот период. Поразивме неколку мафијашки здруженија кои што за жал функционира во државата. Ќе продолжиме и во периодот кој што следи. Но од сега па натаму, јас само би посакал да сите останеме фокусирани и обединети во решавање на проблемите. Инаку она што особено го истакна премиерот е тоа дека сите граѓани треба да останат фокусирани и обединети за решавање на проблемите.